Овде мислам дека немаше потреба за брзање од многу причини. Првата е причина што помина само 7 месеци. То не е некој преголем период Дебарско-Кичевската епархија да биде со упразнет трон, ако веќе архиепископот е администратор, го презел управувањето. Посебно не во ситуација ако знаете дека тој кадар што вие ќе го предвидувате за тој трон, ќе предизвика одредени реакции и контроверзни мислења во јавноста. И тоа се случи. Ние за прв пат во нашата црковна историја имаме ситуација во која што изборот на еден архиереј го повлече народот на улица. Тоа не беа протести, тоа беа мирни собири, но беа верници кои не беа задоволни од потегот, односно од тоа што викарниот епископ Мартени беше заобиколен. Затоа мислам дека тука е главниот проблем. Зошто се брзаше? Па и самиот господин Георги, јас да се ставам у негова ситуација, знаете, да го изодувам патот од монах до владика за 16 дена, навистина не секојдневно тоа. Без никаква дилема, дека одлуката не само што не е брза и избрзана, туку е дел од еден пристап во носење мудри одлуки, но значајно. Ова не е одлука за еден против друг. И тоа мора веднаш да се пресече во таа општа јавност, па и внатре и во црковните кругови. Да, но што со верниците кои излегува на мирни протести или... И се осврнам и на тоа. Апсолутно се согласувам дека епископот Антаниски Партени не заслужува ниту еден навредлив збор. Апсолутно. Исто како што синодот со оваа одлука дополнително заслужува сета доверба од сопствениот верен народ. Ние мора да научиме дека повисокиот интерес треба да не води напред и поделбите, верувањето во табори, во крила, со еден подруг речник, бродот за да оди напред, потребни му се едра. И тоа е точно. Некогаш и најоддалечените едра, и левото и десното, се важни за да тој прими доволно ветер да оди напред. Но овој пат е прашање како да ја зајакнеме и контролната кула. Затоа што да превенираме ние идни поделби внатре во црквата. Гласот на средната вредност, на разумот, на мудроста, на созреаноста мора да биде зајакнат.